Благодарам. Председателе, почитуван заменик министр, почитувани колеги пратеници. Јас би сакал само една работа да истакнам, дека начинот на носењето на овој предлог закон, иако истиот обработува битна регулатива, е уште еден знак за потценувањето на собранието, па би рекол и на општините. Зошто? Затоа што да беше пристапот на владата кон собранието поинаков, преку матичната комисија за локална самоуправа во собранието ќе се организираше една поширока јавна расправа, ќе се поканеа представници на ЗЕЛС, ќе се поканеа представници на општините и ќе имавме многу подобар законски текст од понудениот, за кој што ќе изнесам неколку забелешки. Прво, во членот 50 од овој предлог закон се вели за оценување на поднесените предлог проекти за развој на планските региони и други подрачја. Се формира комисија, а таа е наречена комисија за оценка на проекти, каде што доминантна улога во формирањето на комисијата има министерот за локална самоуправа. Преведено во наши услови, на политичко ниво на култура и менталитет, тоа би значило дека ваквата доминација ќе му даде преголема моќ на министерот за култура, кој што во нашата политичка пракса ќе резултира многу веројатно во намалена транспарентност при оценката на тие проекти, пристрасен пристап кон одредени општини кои што се за моменталната, сегашна и идна кој да е владеачка коалиција или партиска политичка припадност на министерот кон одредени општини кои што се поблиски до кадровски или политички до него и може исто така да резултира и со девијации или корупција при оценката на таквите проекти до доделувањето на средства. Зошто ова го зборам? Затоа што ние имаме такви примери. Еве ќе ги земам примерите на општина Зрновци, една мала општина, и на општина Гостивар, една поголема општина. Централната власт да може и ќе им земе нешто на овие општини, а камоли да им даде. Одзема ингеренции, прави проблеми во работата на советите, ги запоставува по однос на финансиски средства, прави притисок со инспекторати за да не можат да си ја вршат и онаа работа која што на некој начин успешно вршат. Зошто? Само затоа што политички имаат одредена нетрпеливост, одредени луѓе во извршната власт кон овие две општини, а може би и кон некои други. Затоа сметам дека би било многу подобро, доколку во членот 50 кој регулира ваква комисија за оценка на проекти, истата биде поголема, да има член и од ЗЕЛС задолжително, но да има член или членови од општини, кои што едната би била општина рурална, претежно, а другата би била општина која што е представена од градоначалник кој што не припаѓа во тој момент на актуелната владеачка гарнитура, без разлика дали ова ќе биде комисија која што ќе се формира во 2021 или 2025 или 2028, кој да е година да има одреден баланс за да може таа комисија да има објективност. Другата работа која што ја забележа во законот и мислам дека е навистина деградирање на квалитетот на кадровските решенија, освен доколку истите не се однапред утврдени. Во членот 24 од предлог законот пишува директорот на Бирото за регионален развој, кој што е правно лице на Министерството за локална самоуправа, се именува за 4 години, но треба да поседува еден од сертификатите за странски јазици и наведени се TOEFL, Булац, IELTS и така натаму, кој што сертификат не треба да биде постар од 5 години. Сега замислете каков е тој пропуст на тој што го пишувал законот, или може би веќе го знаете кадровското решение, па му се прави услуга на некого, затоа што сертификатот на TOEFL важи 2 години. И сега тука се бара некој да има TOEFL сертификат кој што нема да е постар од 5 години. Што значи тоа? Тоа значи дека може да биде именувано лице кое што нема да ги владее, условно кажано, јазиците или подоминантните јазици на земјите членки на Европската унија, а тоа е многу битно за ваквите директорати, бироа за регионален развој, затоа што истите имаат големи можности, ако се способни, да комуницираат со
Европската унија и со фондовите за подобар регионален развој и со самото тоа да обезбедат повеќе средства за проекти. Истата грешка е направена и во членот 26 при изборот на директорот на Центарот за развој на регионален рамномерен развој. Истите критериуми се и на подведени и во овој член за изборот на тој директор. Сметам дека ова е или технички пропуст кој што би требало да се поправи, или пак е веќе однапред прејудицирање на тоа кој треба да биде директор на ваквите бироа или директорати и со самото тоа да му се направи услуга за да може да се покрие недоволното познавање на некој битен европски јазик на земја членка на Европската унија, кој што би можел да биде негова не само потреба да биде директор, туку и предност во работата како директор на едно такво битно предпријатие. Еден следен пропуск кој што исто така е системски според мене, направен е веројатно или од незнаење или од брзање или како што кажав од немање на јавна расправа и доволна вклученост на општините во консултацијата за изготвувањето на овој предлог закон е членот во кој што се регулира, член 44 став 1, Центарот за развој на плански регион, утврдените проекти за кои се бара финансирање во тековната година и годишната листа на проекти за развој на плански регион ги доставува до бирото, се претпоставува до бирото за регионален развој, најдоцна до 31 јануари во тековната година. А истовремено видовме многу членови претходно кои што го регулираат односот на централната власт и финансискиот однос на централната власт во смисла на дополнителни средства кон општините. И сега, ако ние знаеме дека буџетот за наредната година се планира уште од септември во, условно кажано, во општините, најчесто, и Собранието на Република Македонија усвојува буџет до крајот на тековната година, го усвојува во текот на ноември, некогаш во текот на декември и со тоа практично е утврден буџетот, тогаш овој датум е сосема промаршен, крајот на јануари е предоцна како календарска одредница за да може општината да се обрати после кон централната власт за дополнителни финансиски средства, џабе ќе ги планира ако веќе државата го донела буџетот во ноември или декември претходната година. И затоа сметам дека овој датум треба да биде во најмала рака вратен наназад во тековната година кога се усвојува и буџетот на државата во текот на ноември или декември за соодветната година. Затоа сметам дека овој закон вака направен, јас неколку работи сум забележал, веројатно има и повеќе пропусти, но сметам дека овие пропусти укажуваат на тоа дека тие што го подготвувале законот недоволно вклучиле познавачи или директни учесници од општините или оние кои што се занимаваат со подолго време со планските региони и затоа се направени ваквите пропусти кои што во текот на примената законот самите ќе увидиме и самите општини ќе уведат дека се недостатоци и веројатно ќе треба истите заради нефункционалност да бидат коригирани во следниот период пред нас. Но ова го кажувам затоа што сакам да дадам до знаење дека доколку имало јавна расправа пред еден месец, пред два или пред три, можеби ќе ги немало овие недостатоци и ќе сме имале многу посоодветен законски текст. И она што исто така сметам дека треба да се напомене е поделбата на средствата за урбани за финансирање на региони, 60% за финансирање на проекти од плански региони, според член 37 од предлог законот, 20% за финансирање на проекти за урбани подрачја и одржлив урбан развој, 10% за подрачја со специфични потреби и 10% за развој на селата. Јас сметам дека овде може во голем дел, имајќи го во предвид она што претходно ви кажав, доминантната улога на министерот за локална управа како политичка фигура при формирањето на комисијата која што ќе оценува проекти, овде може да биде тоа злоупотребено и да се дава предност на оние урбани подрачја или на оние други плански региони, каде што овие средства ќе може министерот да ги насочува повеќе произволно, бидејќи самиот тој е доминантен во формирањето на комисијата. Комисијата која што треба да ги оценува овие проекти треба да има да биде резултат на една рамнотежа политичка, регионална, рурална, урбана
и во рамките на институциите кои што се занимаваат со равномерен регионален развој, а не да биде вака централизирана, бидејќи ќе видите дека ова ќе доведе до ризик на голема злоупотреба. Благодарам.